Државата има проблем како да ги стимулира невработените да побараат работа. Нуди низ мерки, стимулации и програми за вработување и преквалификации. Во овој контекст, денеска надлежните од Штипската агенција за вработување има информативна средба со работодавачите. Целта на информативната средба беше да ги запознаеме работодавачите со активните програми и мерки, какви услуги на пазарот на трудот, кои што се опфатени во оперативниот план за 2019 година. Иако работници се бараат и по дрво и камен, денес на средбата работодавачи имаше помалку од очекуваното. Можеби затоа што ваквите средби досега за нив не беа со добар исход, односно и покрај напорите на државата и нивната потреба од вработување, огромен број од невработените не сакаат да работат. Наспроти тоа, интерес на работодавачите да ја остварат својата намера да ги анимираат невработените со нивен работен ангажман, се кон овие мерки од спомнатиот овогодишен владин оперативен план за активни програми и мерки за вработување. Тоа е програмата за самовработување, која наидува секогаш на голем интерес од страна на невработените лица. Тоа е мерка наменети за невработени лица кои сакаат да започнат сопствен бизнис. Би ја спомнала мерката субвенционирање на плати, која е минатата година најде на огромен интерес од страна на работодавачите. Самата мерка предвидува доделување на износ на работодавачите од 19.000 денари месечно како субвенција за плати за период од 3, 6 или 12 месеци. Во источниот регион има околу 10.000 невработени и тој број долго се провлекува од погоре наведените причини. За илустрација, 15% од нив се со високо образование, некои се магистри, а некои доктори. Тие досега со ништо не покажале интерес за преквалификација заради вработување, што само ја отежнува работата на државата во напорите нив да ги вработи.